Регионални вести на телевизија КИС. Почнуваме со најавените содржини. По вчерашната одлука председателот Ѓорѓе Иванов да потпише аболиција за сите политичари против кои се води истрага, пристигнаа голем број реакции од политички партии, невладини организации и меѓународни организации. Голем дел од нив не се согласуваат со одлуката на Иванов. На одлуката на председателот Иванов да потпише аболиција најпрвен реагираше најголемата опозициона партија. Според Зоран Заев, со одлуката председателот Иванов се придружил кон злосторничкото здружување во власта и ја урнал правната држава, договорот од Пржино и уставот, законите и достоинството на граѓаните. Од ВМРО ДПМН соопштија дека со фрапираност и неверување ја проследиле пресконференцијата на председателот Иванов, изразувајќи истовремено силно несогласување со неговата одлука. За дуи нелегитимна е одлуката на председателот Иванов за аболиција на сите политичари од власти од опозицијата, против кои се водат постапки поврзани со прислушуваните разговори. Лидерот на ДП Мендух Тачи пак не сакаше да ја коментира одлуката на Иванов. Во тетово на одлуката и на Иванов се огласи партијата за целосна еманципација на ромите. Ние како партија реагираме на тоа и сакаме да укажеме дека законот за аболиција не постои и не може да бидат аболицирани. Втората работа, роми со 5000 денари, 10.000 денари украдени пари или било какви ситни кражби лежат по 4-5 години затвор по затворите во Едизово, а криминалци да се аболицираат, тоа не е реално и не е честно. Државата не е на мајката и таткото од председателот на државата. Државата е на народот. Народот одлучува како и што понатаму. Председателот на државата треба да ги почитува Уставот на Република Македонија. На одлуката на Иванов реагираше еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Според него постапката на Иванов не е во согласно со неговото разбирање на владење на правото. Сериозна загриженост со одлуката на председателот Иванов во име на шефот на Европската надворешна политика Федерика Могерини изрази портпаролот Маја Коцијанчич, додавајќи дека сите страни треба да избегнуваат постапки кои ги загрозуваат повеќе годишните напори за заекнување на владење на правото. Американската амбасада оцени дека одлуката на Иванов предизвикува сериозна загриженост за заложбите на Македонија за изградба на правна држава, додека британскиот амбасадор Чарлс Гарет подсетува дека истрагата за прислушуваните разговори и правната разврска на сомнежите кои произлегуваат од тие разговори се клучни елементи од договорот од Пржино. Поради одлуката на Иванов вчера беа организирани неколку протести во Скопје. Тие започна околу 18 часот пред просториите на специјалното јавно обвинителство, во знак на револт против одлуката на председателот Иванов да ги аболицира политичарите и нивните соработници инкримирани со аферата за прислушување. Потоа неколку стотици демонстранти замина на рекорд во центарот на Скопје, каде протестираа пред Народната канцеларија на председателот Иванов. Демонстрантите околу 20 часот одлучија да се префрлат пред новото петкатно седиште на ВМРО ДПМН. Кога стигна на плоштадот имаше 10 минутен обид да го пробијат кордонот на полицијата, но не успеаја. Група демонстранти протестира и пред седиштето на СДСМ. 40 земјоделски стопанства од Тетовско не применувале добра земјоделска практика и ќе треба да поминат низ посебна обука или ќе се соочат со укинување на субвенциите. За жал претераното прскање со пестициди и несоодветното ѓубрење на почвата е присутно кај повеќето земјоделци, констатираат надлежните служби. Граѓаните од медиумите многу често слушаат за утврдено преголемо количество пестициди и тешки метали во овошјето и зеленчукот. За жал претераното прскање со пестициди и несоодветното ѓубрење на почвата е присутно кај повеќето земјоделци во регионов, констатираат надлежните служби. Во таа насока при инспекцијските контроли кај 40 земјоделски стопанства од Тетовско е најдено дека не применувале добра земјоделска практика и ќе треба да поминат низ посебна обука или ќе се соочат со намалување или укинување на субвенциите. Земјоделците сакајќи да произведат поголем број на производ во однос на квантитет, количина, го запоставуваат оној другиот дел на квалитетно производство кое што треба да биде пласирано на пазарот. Применуваат несоодветни препарати или изборот на препарати им е таков кој што повеќе прави штета отколку корист. Особено треба да внимаваат при употребата на овие препарати да се
користа сите оние моменти што се во упатството на самиот производител дадени за што се користат и во каква доза и која количина. Затоа што отстапувањето од тоа прави додатни последици и за самата, да речеме, култура, а и за тие што ќе ги користат тие производите. Земјоделците кои што сакаат да земат субвенција се должни да водат и евиденција на користењето на заштитни средства и до берба и после берба, и за тоа треба да користат одредени образци кои што ги имаат на веб страната на Министерството. Можат и тука и кај нас да дојдат да ги добијат во каква форма треба да бидат, затоа што тоа е еден вид и задолжителна обврска. Земјоделецот најчесто непотребно троши пари на заштитни средства против болести и инсекти, наместо да се советува со стручно лице од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието. Од традиционалните погрешни ставови најчесто се раководи и при ѓубрење на почвата, секоја година со исто ѓубриво и иста количина, не водејќи сметка за тоа дали тоа одговара на културата која ја засејува. Доколку не се тука регулира и правилно врши ѓубрење со овие ѓубрива, може да дојде до ситуација од преголема количина на застапеност на азотните ѓубрива, да истите тие придат во една форма која што е штетна и како во самите, да речеме, за самата култура, а истовремено и во плодовите што се добиваат од таа култура да преиде од една нитртна во друга форма која што е штетна за човекот, односно доколку ние консумираме такви плодови, внесуваме во себе од тој елемент, а тоа е нитрозаминот, да дојде и до појава на некои канцерогени болести и штетни последици по организмот. Затоа и државата преку овие програми што е за финансиска поддршка дава финансиска поддршка за извршена агрохемиска анализа 70% од трошокот што ќе биде, а тоа што добива земјоделецот во рамките на еден период од 1 до 5 години ќе има еден преглед на составот на структурата на почвата, истовремено и на кои макро и микроелементи се застапени во почвата, и со тоа ќе може да знае однапред која култура одговара на таа почва. Подготовките за пролетната сејдба во Тетовско се во полнек. Временските прилики се погодни, а почвата има доволно влажност, констатираат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието. На земјоделците им се советува само да внимаваат кои семиња ќе ги употребат. Треба да го искористат и овој дел на набавка на семенски материјал, да тој биде сертифициран семенски материјал, значи од регистрирани земјоделски апотеки, при што да обезбедат фискална сметка и сметко потврда за набавката, во која сметко потврда исклучително ќе биде наведено во килограми, затоа што од неколку години наназад веќе се пакуваат по зрна паковките и често пати во промето се наоѓа продажба на паковки во број на зрна. Субвенцијата за засејана површина изнесува 7.000 денари за хектар, а дополнителни 5.000 денари по хектар за употребено сертифицирано семе. Услов е да се набават 1,5 кг семенски материјал за 1 декар обработлива површина или 15 кг за 1 хектар обработлива површина. Неколку локации од Тетовскиот крај посетија представници од повеќе институции и организации од областа на културата. Посетата беше во рамки на семинарот посветен на заштитата на нематеријалното културно наследство. Во рамки на првиот официјален работен семинар за обука на тема имплементација на УНЕСКО Конвенцијата за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото Париз 2003 на национално ниво, представници од повеќе институции и организации од областа на културата денес го посетија Тетовскиот крај. Шарената џамија и течето Лешочкиот манастир, како и најмалиот етнолошки музеј во Джепчиште, беа локациите на кои денес разгледуваа и со чии убавини се запознаваа гостите. Организатор на семинарот е Националната
Националниот комитет на Интернационален совет за традиционална музика на Македонија, во партнерство со Националната комисија за УНЕСКО за Република Македонија и Регионалниот центар за заштита на нематеријалното културно наследство во Југоисточна Европа, со центар во Софија, Бугарија, под покровителство на Македонското министерство за култура. Ние дојдовме како дел од целата работа, 5-дневна, дојдовме во Тетовскиот регион, бидејќи неодамна Тетовско и Тетовскиот регион, подошно гласоичкото пеење, специфично за овој регион, влезе во листата на УНЕСКО за ургентна заштита и заради тоа сакавме да ги донесеме нашите предавачи кои што доаѓаат од УНЕСКО и гости кои што доаѓаат од различни институции од Македонија да видат еден пример како се заштитува и зачувува нематеријално културно наследство, во овој случај гласоичкото пеење. Меѓутоа, Тетовскиот регион не го нуди само тоа, нуди многу други работи и денеска бевме малци во градот Тетово да видиме еден дел од материјалната култура, значи Шарината џамија, Текето, еве музеот, етномузеот, кој што е спој помеѓу нематеријалното и материјалната култура. Со нас се и представници од Министерството за култура, кој што е покровител на овој настан, представници од Управата за заштита на културно наследство, самите учесници на семинарот се од различни институции, од музеи, институти, поединци, невладин сектор и сите тие ќе добијат можност да добијат знаење на кој начин се може да се заштити културното наследство на нашата држава. Овој настан во организација на Интернационалниот совет за музика и танц представува едно убаво заокружување на 10-годишната работа на председник на државата Република Македонија во однос на заштитата на нематеријалното културно наследство. Односно, одбележуваме 10 години од незиното ратификување. Полека, но сигурно и овој вид културно наследство, како најмладо културно наследство во законска смисла, не како историја, го зазема своето место во системот на заштитата на целокупното културно наследство, односно како дел од како составен дел на материјалното и се надополнува со нематеријалното културно наследство. Трите нематеријални културни добра што се донесени до сега на УНЕСКО представуваат значаен источник за државата, а во моментов имаме голем број на културни наследства што се во процедура да бидат заштитени на национално ниво. Ова е еден добар пресек за да знаеме што направивме за овие 10 години и за да знаеме како да продолжиме во иднина. Од 2013 година Република Македонија успешно реализираше впишување на 3 нематеријални културни добра во листите на УНЕСКО, обичајот четарсе од Штип и орото Копачка од Драмче, кои се впишани на репрезентативната листа на УНЕСКО и гласоичкото пеење од Долни Полог впишано на листата за УНЕСКО за ургентна заштита. За триото Гавровски кои го негуваат гласоичкото пеење, овој чин има големо значење. Нас тоа уопште не чуди, затоа што на повеќе места имамо признанија доста, затоа што ја негде од 17 години работим со песме и не дозволувам да изумре она нашето старото, од дедо, прадедо. Пратила ме стамајка, лелена седенка, фатило ме лудо младо, аман заплетенка. Тргај, јас тргај, плетенка ќе скине. Видо мале, сама му ти до. Низ најмалиот етномузеј во Джепчиште на Симеон Златев Моне досега поминале илјадници посетители од целиот свет. Тука сега да ви кажам представници на УНЕСКО од нашиот дел од Македонија и од Западниот Балкан дојдени се тука да го посетат најмалиот етнолошки музеј во светот и да ги видат корените и убавините на
македонските традиции. Добив и контакти со одговорни лица од културата од Македонија, од повеќе градови, така да се прошири ова моја надградба за музеот и покажа да можат да ми помогнат у фотографирање и помош индиректна на музеот за да се представи ова наше големо национално богатство не само во Македонија, туку широм светот. Од Европа можем да ви кажам некои доаѓаат и по втори пат групи цели, инако имав гости од Индија, од Австралија, од Јапан, Кина. Како да ви кажам, нема од каде што не дошле луѓе. Преку 30.000 посетители музеот до сега имал, а јас со предметите на 31 локација сум гостувал во земјава и надвор од земјава, во Србија, во Зрењанин и Врање. Така, додека сум у кондиција и додека предметите може да некако се сместат во превозно средство, сум спремен у секоја точка на земјата кугла, вака да кажам описно, да ги представам нашите убавини и доказен материјал за наше постоење и нашите длабоки корени од сите конфесии во Македонија. Инаку семинарот е наменет за лица кои имаат претходни познавања и искуство од културата, како истражувачи, научници, практичари, носители на нематеријалното културно наследство и слично. Следуваат информациите од денешниот полициски билтен на СВР Тетово. Во билтенот на СВР Тетово регистрирана тешка кражба во куќа во Гостивар. По насилното влегување крадците одзеле телевизор, 3 правосмукалки, машина за перење теписи и 1 комплет бижутерија, причинувајќи материјална штета која се проценува на 60.000 денари. Полицијата работи на откривање на сторителите. Во Тетово пак вчера вечер се случила сообраќајна незгода на булеварот Маршал Тито, во која учествувале 3 патнички возила. Ауди што го управувал 30 годишен тетовец, Шевролет управуван од 66 годишник исто така од Тетово и Volkswagen Passat управуван од 34 годишник од Доброште. Во несреќата возачот на Шевролетот задобил телесни повреди, со возило на брза помош пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош задржане за натамошно лекување. По извршениот увид се утврдува причината за несреќата и се друго, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Од полицискиот билтен и информациите за сообраќајни прекршоци во Полог, кои управувале без дозволи и на кои им се изготвени соодветни поднесоци, пошто ќе се соочат со глоба од 300 евра во денарска противредност и плюс 400 евра за лицата кои им ги дале и им овозможиле да ги управуваат возилата. Во истиот период на гостиварските простори откриени се 232 диви возачи, претежно помлади лица, а меѓу нив неретко се среќаваат и повторници. Подигнати биле 894 погрешно, односно непрописно паркирани возила, додека во Гостивар таа бројка изнесува 138. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Гранати истрелани од Сирија повторно паднаа на територијата на Турција. Турските медиуми информираат дека 2 области од центарот на градот Килис денеска биле погодени со гранатите, но нема информации за жртви. Турската армија возвратила со оган на цели во Сирија во согласно со нивните правила за ангажирање. Вчера турската војска гаѓаше цели на групата на Исламската држава откако ракети го погодија Килис, при што беше убиено едно лице, а неколку мина беа повредени. Холандските власти ноќеска ги ослободиле 2 лица кои биле приведени заради закана за безбедноста на аеродромот во Амстердам Схипхол. Третото лице, приведено исто така на аеродромот во текот на изминатата ноќ, останува во притвор, но детали за него се уште не се кажуваат. Според податоци на органите на прогонот, уапсениот бил приведен по сигнализација од граѓани, според кои тој чудно се однесувал, па заради тоа тие и се обратиле до полицијата. По проверката на нивниот багаж тие биле ослободени. Представници на аеродромските власти информираат дека сега аеродромот во Амстердам работи под нормален режим.
Панамската полиција синоќа започна претрес во канцелариите на адвокатската фирма Mossack Fonseca, што се наоѓа во центарот на скандалот со избегнување даноци познат како панамски документи, пренесуваат француските медиуми. Во моментов се прави преглед и се претресува седиштето на Mossack Fonseca во панамската престолнина. Соопшти обвинителството и дополни дека ваквите операции се во тека и во филијалите на фирмата. Седиштето на фирмата беше опколено со полиција, а пред него беа собрани десетици новинарски екипи кои чекаа официјални изјави. Српската влада по долго премислување вчера официјално го предложи поранешниот шеф на српската дипломатија и поранешен председавач со Генералното собрание на Обединетите нации Вук Јеремиќ за кандидат на Србија за генерален секретар на Светската организација, објавија денеска белградските весници. Во првата реакција Јеремиќ изјави дека за него е голема чест да ја представува својата земја на толку важен надпревар како што е изборот на главен секретар на Обединетите нации. Покрај Јеремиќ во трката за наследник на Бан Ки Мун засега покрај другите и поранешниот шеф на македонската дипломатија Срđan Керим. Денес имавме претежно сончево време попладне со зголемување на облачноста. Дуваше умерен ветер од западен и југозападен правец. Утринските температури се движе од 6 до 12 степени, а дневните од 17 до 25 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Утре не очекува сончево и топло време со умерена облачност. Во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува засилен, повремено силен ветер од западен правец, кој на моменти ќе достигнува брзина и над 80 км на час. Утринските температури ќе се движат од 10 до 15 степени, а дневните од 16 до 22 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Тука е крајот на денешното издание на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.